Добро вечер на сите. Добре дојдовте на отворениот час од Дигипат графички дизајн, дигиталната патека за графички дизајн на едукативниот центар Едуфронт. Оваа вечер, овој час, отворен час, заедно со вас ќе бидеме јас, Гордана Мишевска и Теодора Трајковска. Тука јас во улога на раководител на центарот, па да ве запознам повеќе, нели, за нашиот едукативен центар, програмите кои што ги имаме генерално, кои што ги работиме конкретно оваа учебна година, а Теодора, како наш предавач на патеката за графички дизајн, ќе може по-детално да ви каже за самите обуки од Дигипат графички дизајн. Исто така ќе ви сподели многу искуства од часовите, какви проекти изработиле, како се поминале со учениците и така натака. И исто така со дечињата кои што ни се денес приклучени, а сакаат да испробаат да го направат својот прв графички дизајн, ќе им даде можност, значи прва инструкција ќе им каже како што да го направат својот прв дизајн. Може би за некој нема да биде прв, меѓутоа ете како подобро да ја искористи платформата Canva. Сега кратко за нашиот едукативен центар. Значи, нашиот едукативен центар е, да речам, првенствено наменет за компјутерско образование за деца. Нашето седиште е во Скопје, меѓутоа ние имаме онлайн училници и дечињата во групите ни се од буквално од цела Македонија, па неретко имаме и дечиња кои што живеат во странство, македончиња, и сакаат да ни се приклучат да изучуваат некоја дигитална вештина заедно со нас. Инаку, програмите и обуките се наменети за деца од 8 до 14 години, значи од прилика за деца од 3-то оделение па до 9-то оделение. Значи, целта на овие програми и на обуките е генерално децата, значи, од основно образование, да почнат веќе да се воведуваат во разни дигитални вештини, да ги стекнат основните знаења од тие дигитални вештини и да се научат како правилно да ја користат компјутерската технологија. Сето ова, сите овие вештини што ќе ги научат, сите знаења, представува нивно подготвување за успешно снаоѓање, за успешна понатамошна дигитална комуникација и понатаму за успешно учење и кариера во сегашната дигитална ера, и ера која што и понатаму во иднината што повеќе зема замав, како во овој дигитален свет, ќе нема, може би и сега е така, а понатаму што повеќе ќе нема некоја работа или кариера работна која што ќе бара да ја знаете, да имате основни дигитални вештини, да ги имате основите на дигиталната писменост, за да може што полесно да комуницирате и работите. Значи, ова е така наречената дигитална писменост, што би ја нарекле, дел од дигиталната писменост. Баш тоа значи, што значи? Значи, лицето или детето да знае да биде не само консумер на дигитални содржини, значи само да го користи компјутерот за игри, за, не знам, социјални медиуми, што и да е, туку и да може со него да создава, да креира работи кои што ќе имаат значење, па и да креира некои креативни, како што се графички дизајни, видеа и слично, меѓутоа сето тоа да биде одговорна креација, нешто што ќе знае кои се правилата, да не прекршува, не знам, дозволи, приватност и што и да е. Сето ова, создавањето на компјутерските креации, значи, ќе ги подготви децата, дел од нив сигурно ќе за понатамошна кариера. Зашто голем дел од младите генерации сега се одлучуваат понатаму да продолжат да стануваат програмери, графички дизајнери, веб дизајнери, не знам, да работат со UI, UX и слично, но и да не се одлучат да одат во таа насока, сепак кај децата има позитивно влијание, зашто го развива нивниот потенцијал за да размислуваат логички, компјутер, како работи компјутерот, кои се тие алгоритми што ги следи. И сето ова знаење, јасно, секое знаење не е на одмет, зашто може да го искористиме во различни перспективи, во различни области од животот. Сега за таа цел, имајќи ги во предвид сите овие
услови кои што владеат во светот, сегашниот модерен свет, ние ги создадовме дигиталните патеки за учење за деца и ги нарековме DigiPad, ама ние си ги читаме Digipad по македонски. Тоа се значи како 3 патеки кои што се состојат од обуки, кои што се нижат една после друга. И сега обично тие одат во 3 правци, значи едната е дигитална патека за програмирање, втората е дигитална патека за веб дизајн и третата е дигитална патека за графички дизајн. Ние денес овој час го посветуваме токму на ова третата патека и ќе разгледаме нели што означува таа, што би се случувало, од кои обуки се состои. И ова како за неговото создавање и реализација на Digipad се бевме поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој. Овде, значи, еве ја дигиталната патека за графички дизајн, стигнуваме до неа. Тука Теодора, јас можам да кажам дека зошто се ставени тука Scratch и Scratch Advanced како обуки. Значи, тие не се како основни обуки за дечиња до 10 годишна возраст, зашто на некој начин вклучуваат и креативност, и програмирање и креирање. Додека пак за деца веќе над 10 години започнуваме ова дигитална патека токму со следните тие жолтите квадратчиња, а за тоа повеќе сега ќе ви каже Теодора и тука сега јас си предавам местото, палката диригентска, како да речем, на Теодора. Фала ти, Горде. Фала ти. Само кажете ми прво дали гледате. Да? Да. Супер. Да. Здраво на сите, јас сум Теодора Трајковска, работам како графички дизајнер во дигитална маркетинг агенција Nova Solutions од Битола. Во EduFront сум веќе 2 година и љубовта кон графичкиот дизајн ја имам уште од дете, значи на ваша возраст. Како тоа, бев импресионирана од дизајните што ги гледав околу мене, например, некои логоа како се изработени, некои честитки, постери, и ме интересираше тоа на кој начин се изработени, кој всушност ги изработува тоа, за токму денес јас да се занимавам токму со таа професија. Наставната програма во оваа наставна програма ќе се изучуваат 2 обуки. Првата обука всушност е составена од основите на графичкиот дизајн и Canva, додека Canva представува онлайн платформа за графички дизајн. Додека втората обука се состои од дизајн и Canva Advanced, тоа е всушност едно по-напредно ниво од претходното. Оваа наставна програма е забавен, интересен и иновативен начин за децата да се стекнат со воведно искуство за графичкиот дизајн со помош на компјутерот и интернетот и за да можат повеќе покреативно да размислуваат и покреативно да дизајнираат понатаму. Значи, општите цели со кои ќе се здобиете во текот на овие 2 обуки се освојување на основите за графички дизајн, ќе се запознаете со онлайн платформата за графички дизајн, која што ќе користиме во текот на овие 2 обуки. Ќе имаме примена на правилата кои што се, значи правила кои што треба да ги почитуваме во процесот на нашето креирање на нашите дизајни. Дополнително ќе се стекнеме, значи покрај сите овие работи што ќе ги научиме за графичкиот дизајн, ќе се стекнеме и со дополнителни вештини како што се комуникацијските вештини и ќе имаме многу подобра организираност. Исто така, во текот на овие обуки ќе се запознаеме подетално кои се тие главни алатки, елементи и принципи на графичкиот дизајн кои што ние треба да ги следиме за да бидеме успешни и како успешно да го направиме нашиот дизајн. Исто така ќе се запознаеме и со науката, значи каква наука е типографијата, подетално ќе се запознаеме со фотографиите, ќе се запознаеме што представува палета на бои, ќе креираме секакви видови на дизајни, како постери, логоа, честитки, и исто така ќе се запознаеме и со анимација и со видео. Значи ќе пробаме да изработиме во текот на втората обука и видео. Денес ќе се запознаеме со тоа што представува графички дизајн, кој е всушност тој графички дизајнер, целокупниот процес на дизајнирање
и крајниот тој финалниот производ кој што е всушност самиот тој дизајн. Графички дизајн всушност представува визуелно комуницирање со користење на текст и или фотографија, односно илустрација преку која сакаме да представиме некоја информација или да се истакне некоја порака. Како што можете да ја забележите оваа фотографија, тука преку оваа фотографија, преку овој дизајн, ние добиваме некоја информација, значи имаме некоја порака дека отворените часови ќе се одвиваат од кога до кога. Значи тоа всушност ни представува графичкиот дизајн. Ни дава некоја информација и ни истакнува, значи, некоја порака дека нешто ќе се случува. Графичкиот дизајнер е личноста која се занимава со графички дизајн, работи на тој принцип што преку со користење на разни бои, слики и текстови им помага на луѓето да ги разберат на работите на наједноставниот начин. Што мислите вие, досега сте се запознале, знаете отприлика што представува графичкиот дизајн, каде можеме да го сретнеме? Да. Сте имале такво искуство? Ајде. Јас сум слушнала за графички дизајн која бева 5 одделение. Ајде. Еве, Што мислиш, што представува графички дизајн според тебе? ја мислам дека графички дизајн е за тие фирми што се прават како производстве, еве, например, Лего, Милка, ја мислам како за тие работи. Така, супер, така. Ајде, Јана, можеш ти? Графички дизајн е каде што прават постери, лого, корици на книги, слики на онлайн верзија. Така, супер. Фала ти. Другите сакате нешто да додадете? Што според вас мислите дека е графички дизајн? Го имаме насекаде, не го имаме, што мислите? Дали се среќаваме често во текот на денот со него? Ајде? Ајде, можете слободно. Семафорите и сообраќајните знаци. Добро, на кој начин? Што мислиш, на кој начин се представуваат тие графички дизајн? Според тебе? Може би поради формата, поради бојата, според тебе што мислиш? Поради формата. Така и малку и бојата, така? Да. Добро. Другите, Јана, сакаше да додадеш нешто? Ајде. И исто на тие рекламите што се како големи телевизори, со помош тоа со бојата, помага со формите, бидејќи не може ова стоп, например, знакот не може секој да го црта индивидуално, и мора да го ископира и да го стави. Така, значи тој си има свое значење, така самата таа црвена боја, значи ете кога ја започнавме веќе темата, можеме да продолжиме. Значи самиот семафор ни представува графички дизајн поради бојата, значи самата црвена боја, бидејќи бојата представува елемент од графичкиот дизајн и самата таа црвена боја ни дава нас едно значење, така сите знаеме што представува црвената боја. И црвената, и жолтата, и зелената. Значи, самата боја нас ни дава некоја информација, ни пренесува некоја порака што всушност ние треба да разбереме од тоа. Исто така и самиот знак стоп. Да, знакот е црвен, но дополнително текстот што го има на него, дополнително ни дава појасна слика што всушност ние треба да разбереме и да ни е јасно од самото тоа. И како што споменавте, да, самите типови на логоа, како што се примерите тука за Милка и за Лего, и самите тие логоа представуваат дел од графички дизајн, значи во текот на обуките исто така ќе изработуваме и лого, ќе се запознаете дополнително и со тоа. Исто така и кориците, да, кориците на вашите омилени книги, и тие представуваат графички дизајн, разни видови на честитки кои што ги испраќате и ги добивате дали за роден ден или за нешто слично, и тие представуваат графички дизајн, и како што можете да видите од самите фотографии, значи сите производи со кои што
често се среќаваме, значи не често, туку секојдневно, и тие представуваат графички дизајн. Значи, што можеме да заклучиме од ова, дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас. Каде и да се свртиме, што и да погледнеме, можеме да заклучиме дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас. И дома, но кога ќе излеземе и надвор од дома. Така, се сложувате со мене? Да. Супер. Другите? Добро, сега ќе ви представам само некој мал дел, бидејќи има многу, од проекти и дизајни изработени во Canva од нашите креативни ученици и со што вие ќе се запознаете во текот на нашите обуки. Значи, имавме една вежба која што требаше да се изработи палета на бои на тема виножито, како што можете да забележите. Тука имаме повеќе, значи 3 видови на палети на виножито, значи секој од учениците си имаше за задача да си изработи палета на виножито и како според него, значи некој можете да забележите играше, изработуваше дизајн со појаки бои, но некој со посветли. Значи тоа е до вас, значи тоа беше до учениците, тие да си го представат како тие всушност го гледаат и го сваќаат самото тоа виножито. Исто така имавме интересен предизвик, каде што изработувавме постер за Хелоуин и исто така имавме своја интересна зум позадина, како што можете да ја забележите, која што дополнително ни даваше некое поинтересно и подобро чувство на самиот наш час. Исто така имавме уште еден предизвик, каде што требаше да изработиме, значи да издизајнираме велосипед само од 3 форми. И како што можете да забележите, ние успешно го изработивме тоа, значи од овие форми ние успеавме да изработиме велосипед. Исто така изработувавме и лого за зоолошка градина, значи постер за и дополнително изработувавме и постер за екологија. Уште еден интересен предизвик беше тоа што сите ученици имаа за задача од 5 исти елементи, значи 5 ученици имаа за задача од 5 исти елементи да изработат свој дизајн. И како што можете да забележите тука, што можете да забележите? Дека дизајните ни се исти или дека се различни? Различни на свој начин, ама исти. Така, значи имаат исти елементи. Но тоа ни беше и целта, затоа што можеме да заклучиме според ова дека сите ученици, значи сите си имаме свое видување, значи сите различно си гледаме на нештата и сите сме креативни на свој начин и си дизајнираме на свој наш начин. Исто така имавме и еден успех на наша ученичка која што изработи лого и освои прво место за тоа. Тоа лого го изработи во Canva. Ова е еден интересен момент кој што сакав да го споделам со вас, како што можете да забележите на самите фотографии, на претходната група, кога им соопштив што ќе учат во новата обука, тие ми ја дадоја оваа реакција и ова сакав јас да го споделам со вас. Значи, беа навистина изненадени од работите кои што дополнително ќе ги изучуваат сега, кога ќе започнеме со нивната втора обука. Исто така имавме и интересни импресии прикажани преку дизајни на учениците за графички дизајн, кои што тие на свој начин си прикажаа и си докажаа зошто токму оваа обука за графички дизајн им се допадна толку многу. Сега можеме да се запознаеме со тоа што представува Canva. Прво јас ќе започнам сакам да ви го покажам целосниот процес, значи подоцна ќе ви го испратам линкот за и вие да можете да кликнете и да отворите во Canva. Значи во текот на нашите две обуки ќе ја користиме ова онлайн платформа за графички дизајн, ова е Canva. Се што треба да направите, значи да си кликнете на самиот линк кој што ќе ви го испратам подоцна и не треба да правите никакви инсталирања. Единствено што треба да кликнете е на кој начин сакате да се логирате, дали преку Google, дали преку Facebook или преку вашиот имејл. Јас сега тоа ќе го направам преку Google, бидејќи таму си имам веќе свој акаунт.
Така, ова е, да речем, основното за Canva. Значи, кога ќе кликнете во Canva, вака всушност излегува. Се што сакам да ви кажам првично во однос на Canva, затоа што Canva има две опции. Ја има бесплатната верзија, која што ние ќе ја користиме во текот на нашите две обуки, и исто така има уште една про верзија, која што дополнително се доплаќа, но и покрај тоа што ќе ја користиме ние бесплатната верзија, навистина имаме многу големи можности да изработуваме се што ќе посакаме, и доколку нешто нема, ние најдовме алтернативи, значи начини како да го направиме тоа, значи покрај тоа што е бесплатна, ние да направиме да биде достапна за сите нас. Денес ќе изработуваме постер. Значи, тука на овој начин се основните алатки кои што ги има во Canva, додека во овој дел можете да забележите дека во Canva можеме да изработуваме разни видови на постери, на документи, на разни видови на визит карти, на честитки, сами постови за на Facebook, за на Instagram, флаери, логоа и секакви видови на дизајни. Но денес ние ќе изработуваме постер и јас затоа ќе кликнам на овој дел. Значи, кликнувам на постер. И кога ќе кликнам на постер, ми излегува ова прозорче. Со ова прозорче сакам да ви кажам дека тука во овој дел, во оваа горна линија, можете да забележите дека тука првично го имаме полето Home. Значи, ако кликнеме на Home, ќе се вратиме на претходната страница која што веќе ни беше отворена, но нас тоа сега не ни треба. Друго што сакам да ви споменам е тоа што во оваа линија која што ни се наоѓа тука, ги имаме, значи, каде што пишува templates, тука имаме веќе готови дизајни кои што ние можеме да кликнеме на тоа. Тоа е добро за вас за информација да го знаете, бидејќи само како информација да го знаете, за да можете да употребувате нешто од тука, но нашата главна цел во текот на овие обуки ќе биде да употребуваме само некои елементи од овој дел, но да си креираме дизајни на свој начин и да си бидеме уникатни и да си размислуваме на свој начин. Тука во подолниот дел можете да забележите дека пишува Elements. Значи, тука имаме разни видови на елементи, кои што некои од нив веќе тука ни се како предлози, кои што ние можеме да ги употребуваме. Значи, разни видови на форми, на графици, на стикери. Ете тука, значи, со анимација, дополнително разни видови на фотографии, видеа, исто така и аудија, табели, разни видови на форми. Но нас сега што ни е потребно дополнително за вас, за да знаете, доколку нешто сакате да пребарате, а тука не ви излегува, можете слободно да си го напишете тука. Значи, ете, например, јас ќе напишам стар и можете да забележите дека тука ви излегуваат сите можни елементи кои што ги има во Canva. Доколку го забележите ова иконче тука, значи крунеј, каде што пишува Pro, тоа не можеме да го употребуваме затоа што е од другата верзија која што се надоплаќа, но тоа не ни стои на патот, затоа што навистина имаме голем избор за сите други работи да ги работиме. Каде што ни пишува тука Uploads, имаме интересен момент, затоа што можеме да си додаваме наши фотографии, значи фотографии што ги имаме ние во нашите компјутери и со влечење да ги поставиме во Canva. И подоцна, доколку сакаме да изработиме некој дизајн, можеме слободно да си кликнеме. Ете, тука јас ќе ви го покажам примерот со учениците, бидејќи ја имав фотографијата, значи самата фотографија со влечење ја имав поставено и кога ја ставам тука можете да забележите. Додека пак ова поле, овој бел правоаголник, всушност ни представува самата таа работна површина која што ние ќе ја работиме и ќе го изработуваме, дизајнираме нашиот дизајн. Значи, оваа цела бела работна површина, всушност, ние тој постер кој што ние претходно го кликнавме да го работиме. Јасно е до сега? Да. Супер. Можеме да продолжиме. Следно што сакам да се запознаете вие, ни е полето текст. Значи, тука можете да си кликнете на овој начин и да си пребарате да си напишете текст. Значи, вие си избирате, подетално подоцна ќе ви кажам,
И уште сакам да ве запознавам со полето background, значи како што самото тоа поле ни кажува, background тоа ни е значи позадината и намерно ни е поставено како различна категорија за доколку ја поставиме таа наша позадина од овој начин тука, ќе ни биде многу поедноставно за дизајнирање понатаму. Мислам дека досега е доволно тоа што го кажав и можеме да започнеме со креирање на нашиот прв дизајн. Подготвени сте да ви кажам што ќе дизајнираме денес? Да. Да, Добро. Денес ќе изработуваме постер за мојот суперхерој. Значи, вие сигурно сите си имате свој суперхерој и ќе си го представите на свој начин. Значи, тоа може да биде некоја личност што вас навистина многу ви значи. Значи, секој различно си го сваќа тоа, суперхерој што представува за него, може би некој ќе биде некој лик од некој филм, од некој цртан филм, тоа го оставам на вас. Јас за кратко ќе ви го откријам мојот суперхерој. Ќе започнам на тој начин, каде што ќе кликнам на полето background, значи кликнувам тука и сакам да започнам со некоја галаксија, значи сакам некоја вселена да ставам како background. Ќе кликнам на ова, како што можете да забележите, тука имам многу избор и интересен избор. Го ставам ова и сега доколку, значи забележувате дека ова не е всушност постерот, но јас сакам уште малку да ја придвижам оваа слика, кликнувам 2 пати на оваа фотографија и сакам да ја повлечам уште малку за да ми се гледа повеќе и земјата. Кликнувам тука, значи јас сега веќе си ја имам поставено мојата позадина. Следно што сакам да направам е да ставам некој интересен елемент. Како ќе го направам тоа? Ќе кликнам на ова поле, значи сакам да ставам вакво квадратче, но тоа квадратче подоцна ќе го преправам да биде правоаголник и сакам подоцна да направам промена на бојата. Следно што ќе направам, бидејќи си имам поставено сама своја фотографија од мојот суперхерој, за кратко ќе ви го откријам. Тоа е Wonder Woman, значи тоа е мојот суперхерој. Кликнувам на таа фотографија и сега, значи со кликнување, доколку си кликнете на самите тие елементи што си ги имате, значи кликнуваме на елементот. Сега, нашиот дизајн се состои од 3 елементи. Од позадина, од ова правоаголниче и од оваа форма. Што ќе направам? Јас, бидејќи сакам да направам овај елемент со Wonder Woman, да го направам да биде малку погоре, малку подолу и малку да го зголемам, значи кликнувам на него и на овие точки кои што се странични, само ќе го направам тоа, дали ќе го намалам, дали ќе го зголемам, тоа останува на вас. Значи, вие си избирате на кој начин вие ќе го направите тоа и сакам да го направам да биде тука. Доколку сакате да го изротирате истиот ова елемент, значи ова всушност не е елемент во дизајнот, кликнуваме тука и тука треба да ни излезе едно кругче со 2 стрелки и доколку сакаме можеме да го изротираме на тој начин. Доколку нешто сметате дека не е како што треба, можете да кликнете на овие стрелки и тие стрелки всушност ќе ве вратат неколку чекори поназад за тоа што вие сте направиле, па сте се премислиле, не сакате да изгледа така и сакате да си додадете нешто плюс повеќе. Или да одземете во случајот. Уште еден интересен момент, бидејќи тука ја ставив веќе Wonder Woman, сега тука на овој дел сакам да направам промена на бојата, значи кликнувам на овој правоаголник и тука можете да забележите едно квадратче, кликнувам на тоа, а тоа всушност не е промена на бојата. Значи, бидејќи сакам да направам промена на оваа форма, сакам да биде во оваа боја, може да биде и во друга, значи сите си избирате според вас, вие како мислите да го направите тоа. Јас го оставам да биде со ова темно-сина боја. Кога ќе го направам тој дел, исто уште еден момент кој што сакам да го споделам, значи, доколку ставате повеќе елементи, тука можете да забележите дека овој елемент е над овој другиот елемент, така?
Значи, тука на овој дел можете да го зумирате за подобро да го видите, но моментот кој што сакам да ви го кажам, кога ќе кликнете на елементот, кликнувате на десен клик и тука имате можност да си изберете дали сакате да го направите еден чекор да биде понапред овој елемент. Доколку кликнам Bring to Front, значи тогаш овој елемент ќе дојде да биде скроз најнапред од самиот дизајн. Но јас тоа не го сакам, сакам Wonder Woman да ми биде во преден план, значи да биде прва. Кликнувам на десен клик на тој елемент и тука повторно кликнувам Bring to Front. Сега го имам овој елемент и вака сакам да ми изгледа мојот дизајн. Следно што сакам да ставам е текст. Сакам да напишам, значи кликнувам на овој дел, го селектирам повторно текстот и сакам да напишам тука да биде мојот суперхерој, но сега сакам да напишам и кој е всушност мојот суперхерој, бидејќи некој го знаат кој е, така? Некој не го знаат кој е и како ќе го направам тоа. Ќе кликнам повторно, но на ова другото, каде што можете да забележите дека е поразлично, и тука ќе напишам да пишува Wonder Woman. И сега овој момент, значи повторно со зголемување, намалување на сите тие работи, го селектирам овој текст и кликнувам тука, бидејќи можам и со селектирање на плюсот и на минусот да го зголемам текстот, но тоа можам да го направам и со овие точки кои што претходно веќе ви ги имав споменето. И сега, бидејќи сакам малку тука, бидејќи има повеќе простор, ова мојот суперхерој текст ќе го придвижам малку надолу. Како ќе го направам тоа? Ќе го селектирам текстот и со стрелките од тастатурата ќе го придвижам само малку надолу. Следно уште дополнително што сакам да ставам се звезди. Само ќе си напишам текстот што ми е потребен, например, во случајот ми е стар, кликнувам на оваа звезда и тука можете да забележите дека можам повторно да правам промена на бојата. Доколку немате ваква можност за промена на боите, тогаш тука станува збор за некој друг елемент кој што дополнително ќе се запознаеме на еден од часовите. Повторно ставам еден интересен елемент за да го направам дизајнот да ми изгледа уште подобро. Ќе ставам тука едно, ја селектирам повторно ова звезда и кликнувам на ова поле за повторно да ја дуплирам. И бидејќи сега имам една жолта, сега сакам да направам една црвена звезда и таа црвена звезда ќе ја изротирам тука и уште малку ќе ја изротирам за да делува поразлично. Повторно ќе ја дуплирам оваа звезда и ќе ја ставам да биде тука. И уште неколку звезди ќе ставам за да добијат така некој интересен момент на самиот дизајн и повторно можам да ја направам да биде во црвена боја оваа звезда. И уште една мала звездичка ќе ставам. И тоа е тоа. Ви се допаѓа нашиот прв дизајн? Да. Да. Подготвени сте сега вие? Да. Да. Сакате да пробате? Веќе имате идеја за кој ваш суперхерој ќе работите? Да. Супер. Ајде сега за кратко. А дали Значи сега- треба некој филм или TV шоу? Оставам на вас. Значи, кој според вас е суперхерој? Дали имате можеби некоја друга фотографија која што според вас не мора да биде од некој филм или од некој цртан? Значи, оставам на вас. Можеби ќе биде тоа некоја личност, значи оставам на нешто можете слободно да пребарате и во Canva. Тука да си напишете, например Супермен. Знаете, тука имате неколку фотографии, може тоа да биде Супермен, може ќе биде некој друг суперхерој. Значи, оставам на вас. Сега тука само за кратко ќе направам стоп и ќе ви испратам линк од Canva за да можете да Значи ви испратив линк од Canva
од онлайн платформата за графички дизајн, можете слободно да си кликнете и доколку нешто не ви е јасно, можеме еден по еден, доколку сакате, да се логираме во Canva. Значи, дали го видовте прозорчето со чет? Така? Сите го гледат? Линкот го најдовте? Добро, да се осигурам да прашам. Значи, ако имате некое прашање, слободно прашувајте, Теодора ќе ви помогне. Дури може и share screen да направите, па да преземе контрола, ако треба, не е проблем. Так, ајде ќе ги причекам некоја минутка колку мислам, целта е таман денес да може да испробате нешто да направите. Ова е прв обид и секако така, доколку не успеете, например, да пронајдете некоја фотографија од некој ваш суперхерој, можете слободно тоа да го представите со текст. Например, со текст да напишете мојот суперхерој е тој и тој и да додадете, например, некој иконче или некој елемент кој што вас и вие ќе ни кажете подоцна зошто токму тој таа икона или елемент сте го избрале да го ставите. Так. Значи не мора да се ограничувате во смисла да пронаоѓате сега фотографија доколку немате или нема во Canva, не е страшно, само целта на овој час ни е да видиме и да пробате вие самите да ставите позадина, да ставите текст, па може би и фотографија, значи да се испробаат некои од овие основни алатки кои што ги имаме во Canva. И како што речете, да составите повеќе елементи и текст и слика да пренесете некоја порака, така беше? Так. Графички дизајн. Бидејќи самото тоа, да пренесеме некоја информација и порака. Така, слободно. Ние ќе ве почекаме, значи, 5-6 минути, не се секирете, мора да се остави, нели, на дизајнерот му треба време малку да размисли. Така, тоа е дел од самиот процес. Да добие, па може еден елемент, па няма му се допадне друг. Така. И слободно може и тоа што ќе го направите и потоа да ни го покажете. Јас го отворив Canva, а сакам да ве прашам, дали може темплейт да ставам на место background или темплейт е нешто друго? Темплейт е веќе готов направен дизајн, можеш да го пробаш тоа, подобро би било со бекграунд, за да и самата си испробаш да видиш на кој начин, бидејќи тие работи сега ги објаснувавме претходно, за тоа што го зборувавме, тоа и да го пробаш, за да биде поедноставно и по-лесно за тебе за сега, за на овој час. А во текот на обуките ќе испробаме и се. Доколку успеа да направиш нешто, значи успеа да се логираш во Canva, така? Супер. Другите? Доколку сака некој може слободно да направи share screen или да сподели нешто со нас, па нормално очекуваме и да го видиме и дизајнот. Значи можете да си пребарате некој дополнителен елемент, како што јас напишав, например, за звезда. Вие можете на англиски да си напишете нешто друго и да си го ставите тој елемент наместо звезда, но нема да биде погрешно доколку го ставите и истиот.
Значи целта е само да ги испробаме овие некои алатки и работи кои што ви ги споменав пред кратко. Ајде, слободно. Јас кога се сенинувам, ми вика, where are you currently studying? High school, university, professional development, vocational training, trade school or other? И сега не знам што да кликнам, искрено. Можеш да споделиш share screen со нас? Може. Ајде. Сега само да отворам Zoom. Во меѓувреме, Будимка, имаше нешто да ни споделиш, бидејќи мислам дека те видов дека крена рака? Можеш да кликнеш на микрофонот, бидејќи те гледам дека зборуваш нешто, но си на мјут и... Стакаше да ме прашаш нешто, или? Да. Ајде. Дали може помош за да се логирам? Добро, ајде за кратко ќе споделиш и ти. Може? Да. Така, само кликни на линкот што ти го испратив и пробај да се логираш дали преку Facebook, дали преку имејл или преку Gmail. Значи, ти си избираш на кој начин ќе се логираш. Можеш да пробаш со некој од нив, доколку не успееш, за кратко ќе... Ајде. Добро, ајде можеш да кликнеш, например, high school. Да видиме дали ќе можеме да продолжиме. Така. Next. И горе во десниот агол, каде што пишува skip, по десниот агол. Горе. Така, кликни таму. Ете така, супер. Успешно се најави во Canva, сега можеш да си кликнеш на полето каде што пишува постер, долу десно, по десниот ќош, и слободно можеш да си започнеш со дизајнирање на твојот дизајн. Ете така, успешно, браво. Само можеш да направиш стоп шер и да си продолжиш со дизајнирање. Горе, фала. Се уште немаш направено стоп шер. Како се пред... ај. Горде, тука си, бидејќи јас не сум хост, не можам да направам стоп шер. Само јас не знам како се... Долу во долниот агол, каде што кликна share screen, би требало да пишува и стоп шер. Сега ќе отворам. Ајде. Горде, тука си, бидејќи пред кратко, бидејќи јас не сум хост, не можам да направам стоп шер на... Тука сум, да, извини, само и исклучив малку телефонски ми звонеше. Ете така. Бидејќи јас не можев да направам, затоа викнав по тебе. Ако. Слободно кажи. Ајде, Будимка, можеш ти да вклучиш да видиме? Будимка или како се викаш? Клара. Клара, да. Кажувајте како се викате, ние гледаме само. Да, како што пишува затоа. Да. Ајде, можеш, Клара, да вклучиш да видиме. Долу имате едно зелено... Долу на полето, да, каде што пишува share screen, со зелено каде што пишува, можеш да кликнеш таму. Со зелено стрелче, да. Сега ќе почнем затоа што има проблем да се логирам.
Добро. Добро, сакаш заедно да го решиме проблемот за логирање или? Се снајдов. Се снајде? Супер. Ајде, ќе причекаме. Супер. Другите успеавте да се логирате во Canva? Ана, Маргарита, успеавте да се логирате? Да, сега креирам. Супер, браво. Значи веќе ги правите вашите први дизајн. Супер. И нормално, кој е подготвен, може слободно повторно да направи share screen и да го сподели дизајнот со нас. Супер. Супер. Браво. Значи ни сподели дека е Спајдермен, супер, ми се допаѓа тоа што имаш поставено и фотографија. Фотографијата ја пронајде во Canva? Не, на Google. Супер. Браво, значи се сети и на тој момент, добро. Сакав да видам дали ќе се сети некој, супер. Браво. Ама не е било кој Спајдермен, туку Том Холанд. Така, нагласен е точно. Тој ти е омилен? Па да, некој од тие актори ми е најомилен Том. Супер, значи имаш ставено и текст, фотографија, позадина, елементите кои што ги имаш ставено се супер, значи одговараат со дадената тема. Супер, браво, ми се допаѓа. Се гордееш ти со твојот прв дизајн? Па да. Браво. Усволи ова ми како веќе јас веќе сум имал Canva пред како неколку години, како пред 2 години почна со Canva, па со програмирање и имам YouTube канал и ја. Супер, браво, значи Canva можеш многу паметно да ја употребуваш понатаму доколку сакаш. Па доколку си и во дел од нашите обуки, можеме навистина да учиме многу и од тебе, така? Така. Супер, браво. Ајде другите, сака некој друг да ни сподели? Ајде, Клара, можеш слободно? Како да го споделам? Долу на полето на иконката каде што пишува share screen со зелено, стрелка нагоре, можеш на Zoom, да. Само кликни таму и избери доколку си од Google, можеш да кликнеш таму и да направиш само share.
Мака додека си на Zoom, кога не гледаш, ако одиш долу со стрелката, ти излегува едно мени, mute, stop видео, го гледаш тоа? И има едно зелено правоаголниче со стрелка во него. Ете, супер. Така. Само ни треба. Ете. Браво. Ајде, сакаш да ни кажеш нешто повеќе ти или ние сами да си видиме? Супер, се гледа дека позадината ја имаш употребено и го имаш направено тој момент како јас. Ми се допаѓа. Интересен текст имаш поставено. Елементот кој што го имаш ставено е супер. Браво. Ти се допаѓа тебе? Како беше Happy Earth Hour Day? Кога се гасат сите светла, така? Да. Браво. Ти се допаѓа тебе твојот прв дизајн? И да, и мене. Супер, браво. Така Може треба. вас да ви се допаѓа како Така. прво, после. Така, значи на секој графички дизајнер пред да го сподели со некој друг, прво него треба да му се допадне, за да може да го споделува и со другите. Супер. Браво, Клара, и за тебе. Фала. Ајде, Јана, да видиме ти што успеа да направиш. Не ве слушнав јас. Сакаш да Да. покажеш сега? Сакаш да ни го покажеш твојот дизајн? Ајде. Да, баш на време заврши. Ама, Така, супер. Сега ќе ви го споделам. Тоа е уште подобро дека заврши на време. Значи, тоа е уште една уште една добра особина. на графички дизајнер, а? Така. Не само да го зумирам, ова само да го отргнем. Ете така. Очекував и вакви суперхерои. Браво. Најсупер хероја ме мамен дат. Значи, Супер, двајца ти имаш. Значи имаш поставено и дополнителна фотографија, гледам, значи ти ја додаде оваа фотографија, така? Да. Супер, браво. И текстот што го имаш ставено и елементите, сите се супер, браво. Ти горда си на својот дизајн, прав? Да. Супер, браво и за тебе. Ајде другите, Ана, Маргарита. Сакате да споделите со нас? Само да ви кажам, јас поради тоа што не сум на лаптоп, туку сум на два телефона, на мојот, направив дизајн и би сакала да ви го пратам во чат. Може. Само кратко. Ајде. Ајде, може и така. Мислам дека како ќе ни го снимиш, сликаш или како линк ќе ни го испратиш? Не, правилно тоа не знам како да го направам, би сакала како слика, ама не можам да се снајдам. Епа, може и сега со телефонот да го приклучиш да ни го покажеш. Да, камерата да ја вклучиш Да, од едниот на другиот можете. телефон, да. Така, јас ќе те ставам, ќе те пин, ќе направам да биде поголем екранот, за тебе да те гледаме. Да. Мислам дека лага ќе може да го видам. Ете така, сега тебе те гледаме. Еве го. Супер. Позадината и сликата се искористени од Pinterest, а балончето и текстот се од тука. Супер, браво. Значи и позадина имаш поставено, и текстот е супер, и елементот, или откри дека употреби некоја друга веб страна, Pinterest, браво. Супер. Значи се гледа... Супер, браво Маргарита и за тебе. Ајде да видиме уште од Ана дали ќе сака да ни сподели и таа. Ако не, ние можете да продолжиме, па ако сака на крај ќе ни покаже. Важи, може да. Имаш уште нешто да им покажеш така и на крај јас. Да, имам да додадам уште нешто, кратко.
Значи, сакам да споделам дека сите овие промени и работи кои што ги правите во Canva, како што беше примерот сега со Јана, значи, доколку случајно или нагрешка ви се затвори некој таб, например табот за Canva, да знаете дека автоматски веќе ви се зачувале сите промени кои што сте ги правеле, значи да не се секирате во однос на тој дел. Имаме голем број на готови темплејти во Canva, тоа всушност се веќе изработени дизајни каде што ние можеме да правиме само промена на фотографија, на текст, да правиме промена на текстот и да додаваме некои наши дополнителни елементи. Ќе користиме голем број на извори за дополнителни материјали за работа, како што некои од вас веќе го направија тоа. Ќе се запознаеме и со мокап, или всушност тоа е како реално би изгледал нашиот дизајн. Како што можете да го забележите дизајнот, така, бидејќи претходно го изработивме, значи од левата страна ни е веќе изработениот постер, додека пак од десната страна е тоа всушност како би изгледал реално тој постер, доколку би го испечатиле ние тој постер и би го поставиле на некој зид, ете всушност како би изгледал. Значи целосно ќе се запознаеме во текот на обуките со овој дел. И нормално во текот на обуката за дизајн и Canva ќе се даваат примери како всушност треба и како не треба да изгледа дизајнот, бидејќи сепак графичкиот дизајн си има своји правила и ние тие правила треба да ги почитуваме за да бидеме успешни во тоа што ќе го работиме. Исто така, и покрај тоа што ќе учиме и ќе дизајнираме, исто така и ќе учиме и низ игра, значи ќе имаме некои многу интересни игри кои што ќе бидат поврзани со сите тие содржини кои што се поврзани со графичкиот дизајн. Значи не е само учење. И нормално, после секоја завршена диплома, после секоја завршена обука, ни следи диплома и како што можете да забележите, овие се сите ученици од првата и од втората група. И уште еден интересен момент кој што сакам да го споделам со вас е оваа диплома која што ја држат учениците е исто така изработена во Canva. Значи е дизајн изработен во Canva и подоцна веќе, како што можете да забележите, е веќе испечатен и веќе сите деца го имаат во нивните раце. 70% од обуката ќе се одвива во изработување на креативни графички дизајни, значи секоја недела учениците ќе имаат активности кои ќе ја предизвика нивната креативност за да можат да се дизајнираат. И едно прашање од мене до вас, што мислите зошто графичкиот дизајнер ја има најубавата работа на светот? Сака некој да ми каже или сакате јас да ви откријам тајната? Јас ја знам тајната. Ајде. Графичкиот дизајнер, како се каже, Така, е така. креативен, дека има многу идеи, има многу креативни работи. Така. Јас ја знам пораката на ова ваквото. Никогаш да не се откажеш од тоа што сакаш да биде. Добро, супер, тоа е тоа е еден дел од целиот овој процес. Другите, што мислите? Јас имам моje мислење, сакам да кажам дека графичкиот дизајнер, тоа што ќе го смисли поголемиот дел, ќе го успее да го направи. Ете така, супер. Да, таа е тајната. Добро, ајде Јана, можеш да... Графички дизајнер има многу убава работа, бидејќи може да си работи од дома, не мора да носи. Може да работи, ако има шанса за некои многу големи фабрики, да му прави како лого, такви работи. И интересно е да работиш на компјутер. Да, ви се допадна овој наш денешен час? Да, јас на Scratch и Scratch Advance многу ме задопадна. Имам уште многу проекти од таа програма и мислам дека и од Canva ќе има многу проекти. Супер, да. Значи се гледаме од почетокот, така? Супер, браво. Значи да, тоа е тајната, затоа што графичкиот дизајнер се што ќе замисли може да оствари. Значи тоа е единствена професија која што ни го овозможува тоа. Ви благодарам за вашето внимание.
Не знам дали, ама јас не баш презентирав. Да, чекаме ние. Само Може уште сега малку за... слободно, да. Ако Доколку сакаш сакаш, да можеш сега. презентираш, повели да, зашто ние не Добре, ја ќе завршивме. шернам скрин. Прв, јас направив неколку постери, два поготово. Еден ми е на десктоп, го симнав преку, го донотирав само од Viber, а другиот го ставив тука затоа што не требаше да го симнувам. За еден нели нашата кажи го Тема? ништо требаше да правиме суперхерои и јас Така. го избрав суперхероите што најќе ги гледам. Мислам дека ги имам изгледано сите филмови, а имаат околу 50. Ги кажи го одбрав Marvel Avengers. Еве го првиот постер, само да кажете ми дали гледате на десктоп. На десктоп не гледаме, Чекајте, само во Canva го гледам. Ќе ни го споделиш твоето име? Јас се викам Стефан. Супер. Браво, Стефан, ни се допаѓа постерот што го имаш изработено. Се гледа дека и фотографијата си ја пребарал на Google. Значи, оваа фотографија сигурно ја нема во Canva. И Да, текст зашто многу од сликите ги нема тука или па се за Pro со круната и затоа многу од сликите ги земав од Google, зашто од Google се прво бесплатни и можеш да ги ставам. Затоа прво ги ставав на Viber кај мајка ми, после ги доwnloadирав и така ги ставав. Така, битно се снајде, така, тоа е Да. снаодливост. Така, Значи со браво. Теодора исто така во текот на обуките се учи од кои извори може нели да се земат бесплатно, да не се наруши ничија собственост, така? Да, а еве Треба го да се второто. внимава. Мислам да ваква секојдневна употреба не е проблем, меѓутоа кога би работеле за клиенти, нели треба многу да се пази. Така. Сега во случајот, значи, само се снајдоја и си Вие најдоја сте свој нели начин. ученици, вежбате, дозволено вие се, но кога се работи професионално, нели си има определени извори каде што може да се земаат фотографии и слично. Так. Еве гледам уште едно Стефан исподелува. Да, еве го вториот, ама не ми Супер. дава, не знам зошто ми го прекинува. Иначе, ако чекам, мислам дека можам да го пратам во чат. Ајде, можеш да кликнеш уште еднаш, јас мислам дека го погледнав добро. Да, кратко го видовме, не знам нешто се исклучи, веројатно може. Чекай вака. Ајде уште еднаш направи скриншер. Само малку. Па, сега да го направам. Еве, share. Гледате сега? Да, сега го гледам. Да. Супер. Ова е првиот што го направив. Првиот го направив затоа што вие ми ја давте идејата за Селена и знам на едниот од крајните филмови од Идола и сакав да искористам. Така, и ти успеа да ги споиш овие два елементи и си го формира, си го издизајнира твојот Да. дизајн. Браво. Супер. Браво, Стефани, за тебе. Значи, сите успешно и навистина многу ми се допадна дизајните на сите. Во случајот ни беа постери. Вашите постери. Браво за Баш ми е сите. драго да што сите дечиња, сите што бевте, сите ни се вклучивте и сите ни покажавте, сите сработивте. Тоа значи дека сте навистина сериозни и сте дошле на час. Иако уште не е 1 септември, сакате да научите нешто пред 1 септември, така? Така, испаѓа, да. Јас уште 2-3 минутки само да ви кажам. Значи, ова за тие дечиња што сакате, Јана веќе знаеме дека ќе биде дел од нашето оделение, онлайн оделение кој што нашата група која што ќе учи со Теодора. За преостанатите да ви кажам дека на овие обуки обично се деца кои што имаат барем 10 години, од 10 до 14 години. Видовте дека би треба само компјутер, лаптоп, онлайн се алатките, ништо друго не ви е потребно, камера или микрофон за да работите убаво на часот да комуницирате. На Zoom се одбиваат часовите. Мислам дека Теодора се тука од ова што го пишува ви објасни се што ќе учите, дека ќе ви дава домашни работи, секој час ќе имате да работите, ќе ви испреќа секој час материјали од оно што сте го работеле на час, како теорија, како некои принципи, правила што треба да ги знаете.
и видовте дека после секоја обука се добива диплома за завршената обука, на која што пишува како и што сте завршиле. Ние некогаш кога има опција, нели, ви ги испраќаме дипломите по пошта кога не можеме да се сретнеме, ама меѓутоа гледаме на крајот од учебна година да се собериме сите заедно и така да се подружиме и да си ги доделиме дипломите. Сега првата обука, основи на дизајн и Canva, ќе трае од септември до нова година. Со втората обука се започнува после зимскиот распуст, негде од февруари почеток, па до крајот на мај се завршува. Со тоа што секој од овие обуки има по 17 часови, тоа значи се 17 недели. Еднаш неделно имаме час во понеделник, значи баш како денес ќе почнуваат часовите од 19 часот, па еве скоро сме при крај на час до 8:15, како денес тама. Ќе биде дружење 75 минути. Сега овие се некои податоци, веројатно вашите родители што ќе ги интересира и затоа ќе ви ги пратам на мејл колку изнесува цената за целосни обуки. Меѓутоа важно е за сите денес што бевте дека ќе добиете на оваа цена попуст од 2000 денари, зашто денес ни бевте на часот и сите бевте успешни и ни бевте активни на час, што е најважно. Баш не чужевте и работевте и бевте послушни сето со Теодора да го сработите. И научивте многу. И научивте како за прв час, важно научивте, мислам. Успеавте. И ова се моите контакти. Значи, тоа би било се од моја страна. Овде сега само ќе го запрам